Филиграните се едни рачни изработки, едни врвни уметнички дела кои што навистина би било убаво секој човек да ги поседува. Заради тоа што тие даваат една посебна топлина и посебна убавина во просторот каде што живееме или во просторот каде што работиме, во нашите домови, во канцелариите, во угостителските објекти и така натаму. Исто така, овие врвни уметнички дела се едни можеби од најубавите подароци кои што вие би ги поклониле на вашите најблиски. Едни од најубавите вакви рачни изработки во Прилеп ги изработува Марина Дејановска во своето Марина Филигран студио, кое што е лоцирано во Старо Дамро, во близина на Прилепскиот театар. Во овој момент Дејановска го изработува можеби еден од најголемите филиграни досега изработен кај нас, а тоа е Тајната вечера со димензии на 1,5 метри на 70 сантиметри, кој што треба потоа да патува за Германија, од каде што исто така е и порачен. Исто така за Германија треба да биде испратен и филигранот Свети Никола, кој што исто така може да забележите дека е во изработка. За тоа што представуваат овие врвни уметнички дела, како се изработуваат и како тече целиот тој процес, ќе ни каже Дејановска, која што, како што кажа, во овој момент ја изработува Тајната вечера. Навистина голем филигран, кој што бара големи труд. Да, ви благодарам на поканата. Јас сум Марина, идам од Прилеп. Се занимавам со оваа работа 3 години. Нештото го почнав од хоби, но прерасна во професија, очигледно. Како започнавте од хоби? Како се роди љубовта за изработка на филиграните и како научивте? Љубовта започна во Охрид, видов еден филигран, пеперутка 60 на 60 и ми остаи многу голем впечаток, па реков да пробам. Да видам што ќе излези. Очигледно сум имала дарба и го сподова работа, па стасав до кај што сум. Како го научивте овој, да кажеме, занает, ова уметност? Самоука сум, сама ја научив, пато ми беше многу трнлив на сето ова што до сега кај што сум стасана, нема помош од никого. За филигранот со стрма нема курс за да го научиме од некого. Значи има единствено филигран за накид, кај што може да се изучи. Се борев сама од интернет, од познаници, пријатели, за репроматеријали за набавка. За мотивите почнав прв филигран ми беше пеперутка. Тоа сакам да прашам, кој беше вашето прво дело, дали се сеќавате? Пеперутка ми беше моето прво дело и не бев воодушевена искрено. Каде заврши тоа дело? Дома. Си го чувате, значи, да, како си го ваш чувам спомен? и не го продадов, како споменете за мојот почеток. 3 години, колку дела досега изработени? Во 3 години имам 1400 дела изработено. Навистина импозантна бројка за 3 години. Да. Скоро сите дела 80% се надвор од нашава држава, значи завршени, во 12 земји од светот имам слики испратено. Со ова дело сега што го работам сум горделива искрено, значи има многу труд, многу сати работа и ќе краси еден прекрасен дом во Германија. Колку време е потребно да се изработи Тајната вечера на овие димензии, како што кажавме, 1,5 метри на 70 сантиметри, навистина Моментално во ова состојба како што е сликата, имам 32 сати досега потрошено. Тоа е иконата Тајна вечера и се изработува со стрмен конец. Ја работам на печатена позадина претходно, спремна. Има уште 12 добри сати до финиш, до завршен производ. 7 фази се во глобала од почеток до крај за изработка на едно дело. Бара многу трпение, особено кога се работи за икона е нешто малце поинакво од другите мотиви што ги работиме, затоа што сепак некое внатрешно смирение од Бога даено, очигледно. Значи да е некој друг мотив некако оди побрзо, позабавно, поинтересно, но ова стварно треба да се насочиш на тоа и чувството е поинакво. Поинакво е чувството, дефинитивно. Рековте 7 фази. Може ли да ги наброите или тоа останува тајна на мајсторскиот занает? Не е тајна на мајсторскиот занает. Првата фаза е мотиво, значи, што бара клиентите. Втората фаза е печатење на тој мотив. Третата фаза е подготовка на сликата, значи со репроматеријал, со стрма, со лепак, со
како ќе изгледа една визија си правам во глата, значи пред време не знам како ќе го изработувам. После следна фаза е откога ќе се заврши со изработката е сечење на мотиво, значи лепење на позадина, таа е наредна фаза. Зависи кој шо бара. Моментално ова тајна вечера ќе биде на кадифе изработена на позадина. И наредна фаза, последна шо е фаза е урамување. Спомнавте дека ќе биде залепена на кадифе, тука можеме да забележиме дека најчесто се стават на некаква црна позадина. Да, на хамер, значи најчесто се става на хамер, по малите површини, но ова е малце нешто поинакво дело од сите икони и заради тоа сакам, тоа е моја идеја, да се клаи на кадифе, затоа што ќе биде многу во природна форма изгледо на иконата. Гледаме дека тука се изработуваат облеките на светителите, ореолите. Дали останува некој дел од иконата кој што ќе остане како фотографија? Нема да остане како фотографија, се изработува во глобала од конет, циркон, ситни детали некои, светки, значи во зависност кај треба да биде, но 90% сликата е со конец, со срмата. Од каде ја набувате оваа срма? Оваа срма ја набавам од Скопје и дел од Словенија. Значи нешто по интернет што порачуваме, ама најмногу во Скопје го има. Значи нема на друго место. Како што можеме да забележиме, ја лепите срмата на фотографијата. Да, срмата се лепи конче по конче. Така се изработува. Лепилото е посебно или Лепилото е посебен лепак, брзо сушив и е на нитробаза. Јас сега моментално што го работам. А инаку почнав со неостик лепила. Универзално. 1400 дела изработени за 3 години, како што споменавме. Тоа практично доаѓа по 1,5 дело секој ден. Па така некако. Очигледно. Колку најчесто ви треба да се изработи едно стандардно дело? А4 формат, 20 на 30, едно стандардно, во зависност од мотиво, од 2 до 3 работни дена. Зависи кој шо бара. Пример, мотиви како што по современа уметност, пеперутки, пауни, девојки, тоа е нешто побрзо. Сега иконите има поиќе работа, има поиќе детали, затоа поиќе подолг временски период сака да се изработи и малце специфично што срмата не дозволува да работиш од 4 сати фазла во текот на денот. Зошто? Затоа што дава многу одблесок. Прво, тоа е како проблем да го наречам за нас. Ги заморува очите? Заморува очите, второ лепако многу делува, затоа што има јак мирис и има последици последователно. Какви дела најмногу имате изработено во 1400? Дали се тоа икони, дали во овие дела имам најмногу изработено, можам да речам 60% икона. Некако ете така луѓето ме препознаја по мојот начин на работа за иконите, а другите и дела се мешани мотиви, доста имам брендирани дела направено, лога на фирми, имена како на физички лица и други разни мотиви. Најинтересниот, да речем, филигран кој што ти бил порачан, кој што го сакале да го купат муштериите? Најинтересно нешто не секојдневно што не го работам, мене што ми беше малце чудно е портрет ми порачаја, што со конец тешко се изработува реално, затоа што лико ја губи формата од лико на особата што сака да го направам. Тоа е нешто интересно. А друго, најчесто што го изработувам од посовременава уметност се имината за бебина најчесто, за новороденчина. Тоа е нешто така што сум малце препознатлив од другите и често го работам. Како идеален подарок за секој семејство што останува цел живот. Кога ќе се роди новороденче? Да. Рековте дека освен на домашниот пазар ги пласирате и во странство. Да. Како ве наоѓаат, како ги продавате? Искрено, на почетоко реклама немам, некоја кој знае каква. Спонзорство имам 2-3 на Facebook, се тоа е од човек на човек, народски кажано. Значи, убавиот збор се шири и надалеку. Да, дефинитивно сите така ми се порачки. И тука што стастав дека сето е така нарачано.
Освен физички лица, дали имаш порачки од страна на некакви организации, издруженија на граѓани, компании кои што би сакале да поседуваат од овие ваши дела? Да, пошто сум со фирма, изработувам дела и работам и со деловни партнери. Имав можност да работам за Еразмус Плюс невладината организација, каде што имаше 7 земи представници. Тоа беше пред 2 години во Хотел Атлас. Направив 40 филигран слики, пеперутки, кои тоа ми беше почеток на скалата за повисоко да одам. Работам за општина Прилеп. Направив мал договор. Исто така работам за невладината Green Up. Правев пред месец и пол 10 филиграни за нив. Има некоја конференција каде што имаш од 6 земји од светот и тие слики отпатуваа таму и се надевам на уште поголеми соработки во иднина. Трите дела кои што ги спомнав претходно, Свети Никола, Тајната вечера и Богородица, исто така се наменети за нашинци во Германија. Да, за нашинци во Германија се, точно. И ќе патува после 12 април. Како ги испраќате до странство еве за оние кои што ќе го гледаат ова интервју, а ќе сакаат да порачаат? Со ствар на договор, тој што сака да порача во зависност од трошоците што може да се ги дозвола, искрено преку ДХЛ и преку Македонски пошти, зависи која држава станува збор. За вакви поголеми дела е, пак ќе речам, со ствар на договор, затоа што има царини, има трошоци кај што треба да си ги плати купувачо, значи тоа не е моја надлежност тука. А досега што имам прајчано се сами, значи си одговара сами за превоз. Да, за пратката. Од кај мене излегува готов производ спакован се, а од тука натаму тие си одговара за тоа. Така досега било, па од сега со Господ напред. Кажете ми, дали секој уметник кој што занимава со филигранство има своја посебна техника или техниката е некоја основа за сите, па потоа секој со својата креација? Техниката е основа за сите со филиграно, но оваа техника е од умо, едноставно, народски кажано, тоа е тоа. Значи, немам визија некоја предвреме јас што ќе го работам. Пример, пеперутка се работи со сребрен конец, чисто, значи сребро во една боја, а другите детали сами по себе идат. Значи, што ќе во моментот што ќе ми дојде да направам и што би одговарало на сликата, така го терам нештото. Со икониве малце е поинаку, затоа што јас ги работам во оригинални бои, како што се иконите, сакам да ги оживам едноставно, како што е оригиналната боја на иконата, тоа го запазувам, значи не ги работам во една боја на срма и тука паче речам се издвојувам можеби од конкуренцијата, да, и што ги работам 3D. И тоа многу продава искрено. Значи е многу поинаков моментот на 3D и обична слика филигран. За разлика од другите кои што во 2D ги изработувам. Да. Работам, но поретко. На почетокот почнав со 2D, но си најдов мој начин на изработка за 3D да ги работам и сега едноставно тоа е продавано и тоа го бара. Значи тој е оној посебен печат кој што го има делата на Марина. Да, дефинитивно. Дали имаш некое дело кое што можеби ти останува желба, не ти е изработено, сакаш да го изработиш? Искрено немам нешто конкретно, но целам на се поголеми дела. Тоа е она што мислам дека ќе осте белег за мене. Зборуваме поголемина. Поголемина, да. А мотивот не е битен, зависи од побарувачката на клиентите. Каде може да те најдат, како може да те контактираат сите оние кои што сакаат да порачаат од кај тебе? Може да ме контактира на Facebook страната Марина Филигран Студио, исто и на Instagram Марина Филигран и тоа е тоа. Оди со порачки, значи од денеска за утре слики не може да се изработа, дефинитивно. Немате значи готови направени, па на некој да дојде да купи? немам готово во моментов, затоа што има премногу голема побарувачка и немам ни услов да го сработам нештото, затоа што работам сама, е занаат кај што не може некој помош да ти понуди, единствено за урамување може. Тоа е последната фаза, така да оди се со порачки. Кој што сака 7 до 14 дена пред време може да се порача за да биде на време испорачано делото. Телефонски број
Да, телефонски број може да ме контактира и 075 723 549 и стои на Viber. Може комотно во секое време. Нека повела. Како што кажав на почетокот, така и да го завршиме овој разговор, ова се едни врвни уметнички дела кои што според моје мислење секој би требало да ги има во својот дом, во својата канцеларија, во просторот каде што поминува поголем дел од денот, затоа што навистина даваат еден посебен шарм, една посебна топлина и убавина. Еве за крај, која е вашата порака за оваа уметност со која што вие се занимавате? Мојата порака е искрено прво младите секое слободно време што го има да се тргнат социјалните мрежи и да се насочат на некој хоби што ќе му биде исполнето и умствено и физички ќе раста. И така и јас го почнав и стварно ми е одмор за душата, не ми е замор. Тоа ми е целта да се насоча на нешто едукативно. На сите, не само на младите, и старата и младата популација. Марина, ви благодарам за Ви разговорот. благодарам и вам. Драги гледачи, како што можевте да забележите, се наоѓаме во студиото на Марина Филигран, кое што е лоцирано во објектот на Старо Дамрок, Епилепскиот театар, и сите оние кои што сакаат да поседуваат од овие врвни уметнички дела, може да ја контактираат Марина, таа претходно кажа на кои социјални мрежи ги има нејзините профили и нејзиниот телефонски број, така да дојдете тука, договорете се и имајте еден од овие филиграни.